Здравко Чолич со децении е еден од најпопуларните пејачи на нашите простори, вистинска легенда на домашната и регионалната сцена, а гордо ја носи и титулата миленик на жените. Иако има над 70 години, Чола и понатаму е омилен меѓу понежниот пол, а тоа многу добро го знае самиот. Жените од секогаш го обожавале каде да се појави, а неговите обожавателки се новале за него. Дури многу мажи посакувале да имаат неговата харизма, со надеж дека ќе бидат попривлечни за жените. Така е тоа, едноставно се раѓаш таков и не можеш да побегнеш од тоа. Жените повеќе се приврзуваат за мажите, за машките групи, а ние пееме љубовни песни. Од друга страна, за женските вокали повеќе се врзуваат мажите. Во секој случај тоа е убаво и сигурно ми годи, изјавил еднаш Здравко Чолич. Првата сериозна врска на Чолич, која траела 4 години, била со Јасна Дулич, балерина од групата Логица. Таа била неговата прва официјална девојка. По неа 7 години бил во врска со Елизабета Видас, манекенка од Риека. Таа покрај неговата сопруга е единствената жена што тој јавно ја бакнал. Сегашната сопруга Александра ја запознал во 1989 година во Макарска, а нивната врска траела 11 години пред да стапат во брак. Започнале да се гледаат во Белград, каде таа студирала географија. Го привлекла со својата едноставност и гестови со кои му покажала дека и е вистински важен. Се венчале во мај 2001 година. Изненадил многумина, наместо да ги повика пријателите на првомајски изглед, ги повел на неговата свадба. Денес парот има 2 ќерки, Уна и Лара. Чолич некогаш изјавил дека му е жал што не станал татко порано. Со својата сопруга има цврст и долг однос, а секогаш ги почитувал нејзините одлуки. Единственото непријатно искуство што го доживеале било кога една обожавателка на Чолич ја нападнала Александра со нож, повредувајќи ја по лицето. Меган Маркл постојано покажуваше дека нема да биде обична војводка од Сасекс и донесе своји непишани правила во кралското семејство. Влегувањето во британското кралско семејство подразбира некои непишани правила и манири и речиси веднаш стана јасно дека Меган Маркл нема слепо да ги следи ниту едно од нив. Како што пишува Daily Mail, таа со себе во Британија донесе американско чувство на индивидуалност и верба во правењето работи на свој начин и веднаш стана јасно дека нема да биде обична војводка од Сасекс. Со многу од своите потези Меган Маркл ги исполни страниците на британските весници и портали, а од самиот почеток пристапот на Меган кон кралскиот живот беше драстично различен од оној на нејзините претходнички. Ова се неколку од 16 пати кога Меган Маркл го прекрши кралскиот протокол. Носеше превес како разведена жена. Искинати фармерки, таа носеше бело на друга свадба, се појави без хулакопки и продзерни фустани. Пијанистот Симон Трпчевски, кој синоќа одржа концерт во Хорти Салустијани во Рим во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, изјави дека од исклучителна важност е што Македонија секоја година се труди да биде присутна, да ги чествува просветителите и да покаже огромна почит за една од базичните работи описменувањето. Многу ми е мило, ова ми е трет пат како сум дел од оваа манифестација. Веќе помина долго време од последниот пат, тоа беше со претседателот Борис Трајковски. Почестен сум за поканата и од државата и од Министерството за култура што имам повторно можност да ја представам Македонија на една ваква важна манифестација, изјави Трпчевски. Фестивалот, кој е инспириран од лимените дувачки инструменти и нивната улога во музиката, Скопски брас фестивал, од денес до 1 јуни ќе го има своето 5-то издание. Прв настан на пролетното издание на фестивалот оваа година е концертот на квартетот Макбрас. Макбрас квартет, тромбони, заедно со гостите Кирил Кузманов, Виктор Филиповски и Маријана Николовска ќе настапат на платото пред Кафе Бар Филхармонија денес со почеток во 21 часот и 30 минути. На програмата ќе бидат познати џез композиции и џез аранжмани на класични композиции.